Значи до овие ги изнабројавме. Континуитет, нема нормално. Континуитет, консистентност. Да ти е важно. Сати во денот. Да се сработи. Подршка од околина. Не мора. Успеваат и без тоа. Океј. Потежок е Тие може да ги наречеме како секундарни. Бити го малце оптимизирале, олесниле пата. Да. Подршка од фамилија, од другари, од инфраструктура, од луѓе, од ово. Тие се исто многу важен дел, не неопходен. Ја кажам нешто многу важно, го протрча. Инфраструктура. Па да, јеби га. И многу треба да имаш среќа малце во животот за тоа. Браво. И среќа. Неопходно. И среќа. Бил Гейтс да не се родил таму, татко му или кој да работел со компјутерите или му давале чепка, немаш Microsoft денес. Имал милион приказни има така. Само географската позиција, каде што душата твоја влегла у тоа тело. Една душа... Огромен фактор, што немаш нула контакт. Немаш. Додека си дете. Се можеш се преселиш, го сакаш, ај, се комплицира работа. Не дека нема опција. Што е полу твоја контрола, полу не. Ама инфраструктура, дете родено во Африка без вода и ова, нема потреба да сања за таленат фудбал. е за даунхил скијање. У Зимбабве е роден. Фала, многу пријатно. Чао, Джак Джаве. Тоа е тоа. Крај. Тука завршува се. Значи, да, тоа у среќа браво, влага. последен елемент, многу важен среќа. Тоа е среќа, човек, тоа е лотарија. Тоа е лотарија. Све ова што го напројавме, Да не сме индици од 20% шанса. тоа е све ова што набројавме, на крај се сведува и коцката, кај те фрля и кога те фрля, и кога во историјата те фрля. Да. Не е ни географија, и време. И време. Времето и просторот кој си роден. Фално времето и Ти просторот. може си роден и усред Втора светска војна. Спорт нема тоаш. Тоа е. Државата нема, тоа е. Тие златните години кога си требал да пронајдеш све ова. Војна. Војна у Полска. Ама сега за идниве, ако не дај Боже нема нуклеарки ова, денешно време го нема тој изговор. Евентуално она што го кажа ти скијач у Зимбабве. Не може да го пронајде. Си готов. Нема, моја среќа мора да има. И таму завршува приказната. Точно. Мора да има. Ама, не може да ми биде тоа изговор, број 1. Зашто изговор? Зашто е него оној дечко да отиде на Олимпијада, од YouTube учеше копија да фрла у Африка. Тоа е волја. Ама тоа е у пичку матер среќа. Тој па кој знае што среќно му се десило за уопште да може. Африканци нема. Поимот Олимпијада не го разбира, вода нема. Значи, да. На она Мазлов хиерархијата на потреби не е исполнета, уште вода нема. Што на добро, за тим ние све ова може да мериме од 1 до 100. Нема збор. Да, ти треба 100 до воа, 90 до воа и од среќа ти треба 5-6. Да те нароси малку. Мал среќичка, дека со нула среќа исто. Готов си. Пак скршиш ноа се поречка. Пак, значи пак е фактор. Било што од овие како ги редиш, ако е нула, го множи целото со нула и готово. Ако немаш нула предпозиција, множи све со нула. Нула среќа, множи све со нула. Нула ми е важно, множи све со нула. Нула ми е важно, затоа викам збориме за си го постигнал елит. Потенцијалот. Не збориме GOAT, збориме елит. Елит. Направил пари, живее со тоа Винс Картер или. Абе ја нула среќа го сваќам како негативна, како Те разбирам, ама контра ти се десило. Дженаро Гатузо пример е успешен фудбалер, да. Милан, Италија, репрезентација ово. Елит, да, у тимска игра, у елитен тим, да, освоил титули. 20 години уште го збориме, што значи дошол на елит левел. Талент многу дискутабилно тука. Ама не е нула. Не е нула. Не е нула, не се 2 леви. Не е нула. Имам волја, кне, муда, ама дали може едната да може да ја извади другава од гомна? Ако е нула, не. Ако не, нула не. Бар еден да е. Бар еден да е. Нула он да игра у Милан и бар еден да има од предиспозиција. Он има нула талент споредба со Роналдиньо. Не може Гатузо да нема се талент, ама работа. Ама ние го споредуваме со јаките батиња што се магионичари, со Пирло игра и тоа што сака прави. Не, споредувам со average human being. За average human being е доктор. Човек. Ама сакам да кажам моментот на нема е толку важно, ама важно му е плодот кој му го носи. Пари, слава, на други полиња, договорчиња, спонзори, ова на коли, скупи, жени, што да го прави среќен? Што да мисли дека ќе го прави? Клауд, кај другиве добива recognition, може тоа му е битно. А спортот му е алатка да го добие. И сега нека, толку да истренам јако зашто сум талентиран, имам малце преиспозиции боле. Висок сум 2.20 рецимо.
ќе играм центар regardless. Текне. Талент некој, тука си висок, бате. Осет некој колку толку ти ја даеме за куца. Банани ќе лепиш. Ама Гледаш, ти е најбитно на светот ти да си спортист. И можеш да си најдобар у историјата центар. Курте боли за тоа. И си викаш, бате, ја ќе јадам шегам, ќе пушам, ќе пијам, ќе идам по жени, ќе искачам, јас сум висок да не треба да бркам некој одбрана, ќе стојам под кош овона. Ма ќе играш прва лига, втора, NBA, Ќе се прошеташ у NBA и ќе направиш пари.